Добар ден, почитувани, и добро дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во ова издание е гувернерот на Народната банка, господинот Димитар Богов. Гувернере, дали крајот на кризата во еврозоната позитивно ќе се одрази на економскиот раст во Република Македонија до крајот на годинава? Секако, еврозоната и Европската унија се најголемиот трговски партнер на Република Македонија. Најголем дел од нашиот извоз се пласира таму. Следствено на тоа, побарувачката во еврозоната влие многу на производството во Република Македонија. Нас не охрабрија податоците за вториот квартал од оваа година за бруто домашниот производ, каде што после 6 квартали на негативни резултати конечно беше остварена позитивна стапка на раст. Очекуваме да продолжи тоа и во наредниот период. Свесни сме дека тој раст во еврозоната и во Европската унија се уште е многу слаб и многу ранлив. Значи се уште постојат таму ризици, но оптимизмот е тука, индикаторите кои што секојдневно излегуваат од економијата на еврозоната се главно позитивни, така што очекувањата се дека тоа соодветно позитивно ќе се одрази и на растот во македонската економија. Дали може да се очекува негативно влијание од трговската војна со соседно Косово? Косово е еден од најголемите наши извозни пазари и секако дека е значаен пазар за Македонија. Тој застој во трговијата беше релативно краток, така што ќе ги видиме податоците за септември, кога ќе бидат достапни, меѓутоа се надевам дека тоа нема позначително да ја наруши економската активност во нашата земја. Прогнозите за до крајот на оваа година се 2,2% раст на годишно ниво. Колку проценти раст се потребни за видливи и значајни промени за граѓаните на Република Македонија? За оваа година нашата проекција се уште е 2,2%, но по објавувањето на податоците за вториот квартал за бруто домашниот производ, веројатно ќе дојде до поместување нагоре. Ние сега ја започнуваме новата рунда проекции, која што ќе биде готова некаде кон крајот на октомври. Меѓутоа, за очекување дека растот на бруто домашниот производ оваа година веројатно ќе биде и над 3%. Потребен е раст во континуитет. Значи раст од 3, 4 па и 5% во континуитет од повеќе години, за тоа позначително да се почувствува кај сите граѓани, кај сите слоеви и кај сите предпријатија. Гувернере, согласно проценките на Народната банка, штедните влогови се зголемиле за 87 милиони евра. На што се должи ваквото зголемување? Да, интересно е дека депозитите континуирано растат кај нас. Дури во најтешките моменти на глобалната финансиска криза, почетокот на 2009 година, ние имавме пораст на депозитите. Тешко е некогаш да се објасни од каде доаѓа тој прилив, меѓутоа укажува дека има во економијата извори кои што создаваат приходи и кои што создаваат потенцијал за штедење. Значи штедењето, иако можеби недоволно, се уште е значително во нашава земја и тој раст на депозитите е нешто понизок од оние добри години, меѓутоа е позитивен и е во континуитет, што е охрабрувачки во секој случај. Дали тоа значи дека банките се повеќе фокусирани на прибирање на влогови отколку на пласирање на парите во економијата во форма на кредити? Добро, можеме да констатираме дека депозитниот раст е повисок од кредитниот раст во последните неколку години. Но исто така растот на депозитите е рефлексија и на немањето доволно други алтернативи за инвестирање. Знаете дека берзата е замрена, немаме некои други развиени финансиски пазари каде што оние граѓани кои што имаат штедење може да го пласираат. И од тука сето штедење се пласира главно во депозити кај банките. Покрај тоа што забавува инфлацијата, банките се воздржани од давање на кредити, посебно за стопанството. Дали е тоа лош показател за состојбата на пазарот или станува збор за превентивна мерка со цел понатамошно успорување на инфлацијата? Воздржаноста на банките од кредитирање е резултат на повеќе фактори, односно последица на повеќе фактори. Еден е
економската криза која што беше во еврозоната, забавувањето во нашата економија минатата година, внимателноста на банките, растот на лошите кредити. Друг фактор многу значаен е состојбата во матичните банки на некои од сопствениците на нашите банки. Знаете дека тие главно доаѓаат од еврозоната, некои од нив имаат сериозни проблеми во своите сопствени земји и се исправени пред сериозни предизвици, иако нивните банки во Македонија се исклучително квалитетни и во добра состојба, бидејќи стратегијата се прави на ниво на групација, проблемите во матичната банка преовладуваат за имање конзервативна стратегија и во нашата земја. Кога сме веќе кај банките, токму фирмите добиваат помалку кредити од населението. Дали е тоа знак на недоверба на банките во стопанството? Факт е дека последните година и пол банките повеќе се насочени кон населението, помалку кон фирмите. Основната причина за тоа ја гледаме во поголемиот ризик кај фирмите, бидејќи лошите кредити кај предпријатијата растат во последните 2 години, додека кај населението тие стагнираат или дури и се намалуваат. Тоа секако има одраз врз перцепцијата на банките и нивното однесување. Дел од економистите стравуваат дека задолжувањето во странство е неповолно, посебно поради неисплатливоста и непродуктивноста на инвестициите. Како гледате на оваа ситуација? Дали постои поголем ризик? Видете, Македонија има недостаток на домашно штедење и како земја нас ни треба странско штедење и ќе ни треба уште долг период. И таква е ситуацијата со повеќето земји во развој, така да ги кажам. Значи, странско штедење е потребно. И дел од тоа штедење ќе доаѓа преку странските директни инвестиции, дел преку задолжување. Секако дека говорејќи од аспект на монетарната политика, ние би сакале да видиме државата да се задолжува и во странство, а не само на домашниот пазар, бидејќи тоа дава дополнителна сигурност и стабилизација на македонската економија. А нивото на долг се уште е умерено и не предизвикува други неповолни импликации. Значи, сакали или не, за во иднина ќе ни требаат странски кредити за ако ништо повеќе да покриеме тековни расходи? Видете, буџетот на државата е така структуриран што таму има дефицит, значи потреба за финансирање. А дали тоа финансирање оди за тековни или капитални потреби, тешко е да се одреди, бидејќи тоа е една сметка на државата од која што се финансираат сите тие потреби. Како ќе се враќаат парите? Хипотетичка ситуација, ако се заглави со враќањето на парите, дали ќе има ризици по монетарната политика? Секако, фискалната и монетарната политика се меѓу себе испреплетени и монетарната политика секогаш се прилагодува за да се одржи рамнотежата во македонската економија. Ако дојдеме во ситуација таа рамнотежа да биде нарушена, монетарната политика соодветно ќе реагира за повторно да се воспостави таа рамнотежа. Се проценува дека девизните резерви се стопиле за 80 милиони евра за близу 1 месец. Дали девизните резерви се трошеа за одржување на стабилноста на денарот или за други намени? Не, девизните резерви се намалија во првата половина од годината. Намалувањето беше некаде околу 150 милиони евра. Еден голем дел, најголемиот дел, беше поради ценовните промени на златото и девизните курсеви, долар-евро. Еден мал дел беа наши интервенции во вториот квартал, кои што вообичаено сезонски се случуваат, затоа што некои големи компании исплатуваат дивиденда тогаш и тогаш има недостиг на девизниот пазар, кој што Народната банка го задоволува. Меѓутоа, во третиот квартал, повторно сезонски имаме обратни движења и ние веќе ги надокнадивме тие интервенции кои што ги имавме во вториот квартал. На ниво на цела година, Народната банка повеќе има откупено девизи на девизниот пазар, отколку што има продадено. Гувернере, ви благодарам. Благодарам и вам. Тоа е се за ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа. Следна средба за 7 дена.